Може да речеме забележано дека муслиманите во оваа држава ја слушаат џамијата, слушаат оџата што ќе каже, па е тоа извор на одлуки во животот. Имамот овој за кој јас пишував беше еден човек со илјадици followers, како се вика. Луѓе кои го следеа на социјалните медиуми. И ако не директно, индиректно имат влијание. Уште еден петок и нова епизода на Анекта. Гостинка во втората епизода од втората сезона е Рита Бехадини, моја колешка, активистка за човекови права со особен осврт на женските права. Со неа зборувавме за дигиталното насилство врз жените, за новинарството, за тоа која е разликата помеѓу жените што живеат во рурални средини, во оние кои се од градот, со какви предизвици се соочуваат и уште многу интересни теми. Уживајте во епизодата во продолжение, но пред тоа стиснете лайк и subscribe на YouTube каналот на Анекта, заследете на Facebook и на Instagram и секако следете не и на агрегаторот подкаст МК. Да, фала ти што дојде. Како фала ти на поканата. Добра сум, еве денес од Сабајле, како викаш ти, јас немам проблем да дојдам од Сабајле, ги организирам така работите да можам да бидам присутна и кај колегите, кога знам колку тешко е да го направиме ова што го направиме. Ти самата имаш подкаст, преводот како ќе му дојде женски разговори, така? Така нешто, сакав. Ние на албански го користиме тој збор како кога зборуваме за нешто што не е многу важно, нели? Кога разговараме, викаме бе женски муабети, нели? Да, тоа мислам дека балкански, тоа мислам дека женски работи, женски разговори. И јас сакав малце да го сменам контекстот на кој се користи оваа фраза, за да знаеме дека женски муабети се важни муабети и треба да ги слушнаме. И зашто најчесто се зборите почна сега брзо со подкастот? Да, од јануари. Јас поканувам, мислам, сакам да имам жени кои имат што да кажат, кои работат секој ден за едно подобро општество, но не ги познаваме многу, затоа што и, да ти кажам право, Теодора, немам и кај да се промовират тие жени, затоа што, нели, во медиумите цело време се викаат мажите, за важни теми се викаат секогаш мажите, така што требаше. Јас сакав да креирам еден простор каде жените ќе можат да дојдат, да ги споделат искуствата и луѓето да имаат можност да гледат дека во оваа држава има и многу жени кои работат секој ден за едно подобро општество. Тоа се жени што живеат и што работат тука во Македонија, така? Да. Тоа претпоставам ти било најважно да кажеме дека тука има жени што прават многу работи. И има многу професорки, има многу жени во политика, многу. Знаеме колку има во политика, но тие што се навистина имаат многу предизвици. Има жени што работат во NGO секторот, има жени што дават секој ден нешто од себе си и сакав да им дадам простор и на луѓето да можат да ги познават овие личности, но и овие жени да имат простор каде може да ги споделат искуствата, да кажат кои им се предизвиците и понекогаш и да можат да мотивират други жени да се вклучат на ова наша борба, ако можам да кажам. А каква е гледаноста кај нас? Ги интересирали луѓе да гледаат и да слушаат женски приказни? Некако имам впечаток дека не баш уште ни е јасно кога станува збор за феминизам, за женски приказни, што е уствари целата приказна, затоа што еве за 8 март беше пред малку, се уште кај нас се учи како ден на мајката, се подаруваат ружи, има попусти на правосмукалки, пегли, други работи за домаќинство. Мислиш ли дека не им е до крај јасно на луѓето зошто ти ова го правиш, зошто уште многу новинарки, жени во невладиниот сектор зборуваат за ова? Затоа што според мене многу ќе кажат па што веќе на жените им треба, немаат ли доволно еманципација и еднаквост? Абе, секако дека е така, секако дека не знаат, затоа и ние постоиме. Да беше да има
да беше друго или да беше поразлично, ние нема да го направивме ова што го направиме. Јас не се водам од броевите одамна. И од кога работев во телевизија не ми беше важно мене колку луѓе ќе ме гледаат. Мене ми беше важно да креирам нешто што е информативен, да биде информативно, да биде како што треба, да биде етички, како можам да кажам, да биде во склоп на тоа што е етички во новинарството и да креирам нешто што е убаво, нешто што ми значи нешто мене. После публиката ние треба да го едуцираме како новинари. Да, јас тоа секогаш го прашам, обично ни викаат, па тоа некад луѓето да гледаат. Да, јас не се водам од тоа, јас сакам да креирам нешто што мене ми се свиѓа, што мене ми е убаво, што јас мислам дека треба да го промовирам, па после ние треба да го едуцираме публиката, да викаме чекај малце, не може да викнаме ние цело време некои луѓе што прават шоубиз и такви работи и им се интересни на тиктокерите, више треба малце на тие што на вистина вреда, тие на што вистина имаат што да кажат, да им даваме простор и да креираме нешто да го едуцираме ова публика, да го едуцираме, викам секогаш нормално. Не знам зошто, можеби социјалните мрежи малце го сменија фокусот, ако можам да кажам, на луѓето, на што вреди и што не вреди. Знаеме какво влијание има TikTok, така што јас се водам од тоа да креирам нешто што е убаво за мене, па после. А ти пишуваат тебе воден од тоа, сигурно има луѓе што размислуваат како тебе, како мене, бидејќи мене ми е целта со овој подкаст истото да го правам. Има ли да речеме млади девојки? Јас се надевам дека повеќе има млади момчиња што ти пишуваат, бидејќи мислам дека главното за кое ние во едно вакво општество треба да едуцираме за овие теми се пред се мажите и момчињата. Ти пишува ли некој дека им е, како да кажам, дека научиле нешто, дека им е интересен некој што го виделе, а го немаат никаде видено, не им било јасно дека некој што прави, некоја жена што прави такви работи живее тука ние, комшика. Да. Има и тоа ме радува, тоа ме прави да размислувам дека добро направам нешто што е навистина добро за општеството и навистина ова што сакам да го правам има резултат. Јас во мојот подкаст разговарам за многу родови проблеми, за како живеат жените во нашето општество. И многу често луѓето не знаат за некои работи и повише ми пишуваат за тие работи. Па јас не знаев дека има предизвици или има предрасуди за жените што родат со цезарско, како се царски рез. Царски, да. И викам да, има во нашето општество повише. Еве, например, ова е нешто што некоја гостинка кај мене го кажа, па им беше интересно на другите како може да постои нешто такво. И затоа мислам дека има резултат. Ако нека има, не знам, 100 луѓе што го гледаат подкастот, подобро тие 100 луѓе да бидат информирани како што треба, да може да имаат некој квалитетен продукт што може да го разгледат, тоа ми е важно и ме пишуваат цело време за некои личности кои можеби не знаеле дека така им беше животот, дека такви предизвици имале во својот живот и мислам дека сепак можеме преку овие подкасти да пратиме пораки што можеби за нас, затоа што работиме цело време со такви проблеми, не се многу важни, но за луѓето што не знаат за овие проблеми, гледам дека му се интересни и дека може да се едуцираат за тие проблеми. Ти сега самата спомена баш за тоа дека луѓе ги интересира и се зачудени како живее некој, да речеме, во друг град, дали има предрасуди за тоа како една жена се породила, што е страшно, ама такви размислувања постојат за жал. Еве ти самата си жена што доаѓа од помал град, ти си родена, имаш израснато, студирано во Тетово, дури потоа доаѓаш во Скопје да работиш. И многу е добро затоа што ти самата со твојата невладина работиш за жените кои се од натрешноста.
Мене ми се чини, поправиме ако грешам, дека низ годиниве некако се беше централизирано и се е централизирано во Скопје. Ние не знаеме како живее една жена во тетовско село, на која јас не го познавам ни јазикот, или на некоја жена што живее во село во Кавадарци, во Охрид, во Гостивар. Симат ли луѓето зачудено кога имат сватено дека, да не се изразам погрешно, ама ќе го кажам ова, дека тоа се ни толкави различни светови и некогаш и цивилизацијски разлики, за жал, за кои ние не сме свесни, па ќе прочитаме во билтена МВР нешто и викаме за Рима вакво нешто. Па дури и не стигна до билтена МВР некој случај. Не знаеме, Теодора, зашто станува збор, не знаеме како живеат жените во овие рурални средини, и се чудам и јас понекогаш кога идам на овие рурални средини, затоа што ние мислиме дека некои работи сме ги поминале. И тоа што ме прави мене да работам повише на raising awareness, како е на македонски. Подигање на свесност е дека цело време кога јас разговарам за вакви теми, имаме коментари, па не е више тоа време, помина више тоа време. Како например што? Како например, еве јас разговарам како жените например во тетовскиот дел, нели ние ги имаме, не знам дали си ги видел сликите со злато, што кога се омажат, имат злато, треба да, тоа е семејството на така, да. Па традиција не е традиција, тоа е турско традиција, не е наша. Да, останато е на Балканот, мислам дека ке многу муслимани, тоа па дури би рекла можеби и во некои други националности го користат. Јас го гледам тоа како... А зошто се прави тоа? Беше како купување, како да покаже мажот дека... Порано беше така, сега е сменото малце начинот на кој се прави, затоа што сега луѓето имаат пари и го направат тоа да кажат дека имаат пари. Нели? И тоа име нешто, некоја гаранција како за животот на парот. Така треба да биде, но не секогаш е така. И кога ја викам дека тоа мене ми личи се уште на тоа дека го купуваат жената така, затоа што без тоа нема да се омажи, ми викаат, поминато е више тоа време, не се прави за такви работи, ама јас гледам на реалноста дека не е така. И кога гледаш дека земат кредити за да може да купуваат злато, за да може да прават свадба, за мене ова на овој век каде живееме, мислам дека е страшно, мислам дека е апсурдно и треба малце да се фокусираме на пак ќе се вратам, едуцирање. Треба овие жени да знаат дека прво треба да работат, прво треба да бидат независни, па после ќе дојде се друго и да се омажат и да родат деца и све друго, малце треба да се фокусираат на едуцирање. А добро, освен да речеме овие уште традиции што се влечат низ годините со купување на злато, има уште многу, мислам дека кај сите балкански народи да. Некои останати традиции што не знам како има место за нив се уште, ама што според тебе се видела е вистинскиот проблем на руралната жена? Можеби ние тука сега во Скопје, еве живееш и ти со години во Скопје, се бориме за квоти, за родово сензитивен јазик, за некои, јас би рекла, иако се важни доста, ама некои пофини работи. А што си видела ти самата на терен за да кажеме што е проблемот на една рурална жена што са бајле ке стане, треба да измолзи крави, кози, да копа на нива, да чува деца, без разлика во кој град живее и во кој дел од Македонија. Тоа е еден след живење заедно со свекор, свекарва, голема фамилија во куќа. Нема многу случаи такви више. Нема многу жени, мислам нема. Има се уште, ама некако порано што се занимава со како се вика земјоделство. Баш сега во 8 март ние еден од тие црвени линии што сакавме да ги ставиме, едното беше за жените во земјоделство, за породилството. Да. Еве нешто што оние го немат. Нели ние имаме примери од еве на пример баба ми
која кажува за некои за своји времиња, нели? Кажува дека цел ден работеше нешто, мислам, нешто во земјоделство и на крај на денот го родеше детето. Тоа е реалноста се уште за некои жени во руралните средини и треба да биде средено. Па немаат гинекологи на некои рурални средини, па треба да патуваат многу долго за да стигнат до здравствени услуги. Имаат насилство, немаат кај да пријават, немаат информации, немаат пристап до информации. Значи, сите овие работи што ние ги работиме како проблеми, сакаме да ги решиме како проблеми секој ден, малце поразлично ние сакаме да најдеме решение во Скопје, на пример, а оние во руралните средини имаат некои предизвици поразлично од тоа што го работиме ние и не секогаш знаеме за што имаат потреба. Затоа треба да се оди на терен. Да се оди на терен, да има луѓе или да има жени од тие рурални средини присутни на нашите средби, нашите медиуми, за да можеме ние да знаеме што им е потребно на овие жени. Значи, проблемите на жените секаде се исти. На цел свет се исти. Само се разликува малце местото каде живеат, пристапот до информации, кога гледаш, тие се социјални проблеми, мислам, здравствени проблеми, немаат пристап до услуги, тие се најчесто. Спомнати и самата дека немаат никаде да пријават, а некогаш не ни знаат како да пријават и каде треба да се јават. Сега можеби е смешно да кажеш дека и чудно како некој не знае на полиција да се јави, ама веројатно има жени што не знаат дека треба да се јават. Или нема никој ни да постапи кога ќе отидат и да пријават на крајот на краиштата. Тоа да, и ние треба да знаеме дека жените што имаат насилство понекогаш се изолирани, немаат пристап до телефонот, немаат пристап до некој канал на комуникација каде може да пријават насилство. Затоа има различни кампањи. Сега треба да знаеме дека на рурални средини има организации кои работат со женски права, кои идат на терен, кои гледат како е, што е работата и се трудат да најдат начин како да им дават информации како да може да пријават насилство, но ние треба да знаеме дека имаме жени кои не можат ни да излезат од дома. И за овие жени не е ни можно на главата на оваа жена дали она може да излезе од таа средина. Така што многу е важно да знаеме дека и пристапот до информација е многу важен. И овие емисии што ги направиме, ние можеби ние сега викаме, еве, имаме подкасти, различно, малце еден различен формат од телевизијата и такво нешто, но телевизијата се уште е еден многу важен канал на комуникација. Јас се трудам преку телевизијата може да стигнеме ние до овие рурални жени, да пратиме информации, да бидеме... Што не знаат што е Spotify, YouTube и да шетаат со слушалки низ... Да. И се уште кај нас, ја го гледаш статистиките, луѓето повише ги земат вестите преку телевизија. Телевизија трае веќе доволно долго, е таблирано. Да, ама кога го споделиш со Европа, Америка, таму нема више луѓе што гледаат телевизија. Све име онлайн на телефон. Дали мислиш тоа дека има врска до нивото на образование, емансипација на самите луѓе, па и пристапот? Да, мислам дека сега, кај нас... Сега имаат, мене ми беше тоа чудно кога сватив дека има многу луѓе во Македонија по помалите места, по селата и веќе кажам, што немаат интернет, што немаат телефони. Да. Тоа може би е чудно за 21 век, ама има луѓе што живеат така. Да, секако, и мислам дека тоа е и причината зашто кај нас се уште се гледа телевизија толку многу, затоа што еве пак ќе кажам, кога го споделиш тоа, кога го споредиш тоа со другите држави, Европа, Америка, малце
поразлични се статистиките и сепак ние треба да го користиме ова како информација и да се трудиме да најдеме начин да стигнеме до овие жени, што мислам дека имаат потреба да знаат дека може да излезат од една средина што е токсична и каде има насилство. Еве и медиумите и самиот невладен сектор знаеме дека нарушена е довербата за жал од општата и публика и од граѓаните низ Македонија. Тоа јас мислам веќе дека е секаде, не е само кај нас, во регионов зборам. Тешко ли е да се успее, јас веќе не би рекла да се задржи, да се врати таа доверба на оние кои треба да ни бидат нас целната група, до тие до кои ние треба да влеземе во нивните домови и да им помогнеме во институциите, знаеме дека не веруваат. Многумина може немаат ни, еве, конкретно жртви на насилство, не ни можат како да излезат од дома или живеат во село, во град што е многу мал. Некој ќе разбере дека пријавиле насилникот повторно, можеби ќе се обиде или ќе ја повреди таа жена, како да ја вратиме, како да се, тоа е многу тешко прашање, зашто веќе не става збор за ние да задржиме доверба. Доверба во невладиниот сектор, според мене, и во медиумите веќе скоро и да ја нема. Се соочуваш ли ти со тоа секој ден? Кога одиш, не зборувам ние меѓу себе, колегите, колешките, луѓето што се од секторот со кој се гледаме постојано, ти си дел од двете, знаеме што некој прави. Но она што јас можем да го забележам од луѓето е дека некако се разочарани и мислат дека никој ништо не прави. Ти го гледаш ли тоа секој ден кога работиш? Да. Особено довербата во институциите, затоа што иако немаат информации, знаат дека полицијата е една институција која треба да ги заштити. Значи, и за една жена која живее, не знам, на една рурална средина, оние знаат дека полицијата е таму да ги треба барем да биде таму да ги заштити. И тоа што оние гледаат во реалноста кога идат да пријават насилство, на пример, и кога ќе им каже полицаецот дека па ова не е наш проблем, иди дома, тоа е твојот проблем, среди го дома проблемот. Овие искуства, ако можам да кажам, правиле да жените не веруваат више, не само жените, граѓаните во општество да не веруваат више во институциите, и тоа ни е многу голем проблем. Јас секогаш кога ме прашат што може да правиме, јас секогаш викам па немаме друго чаре, мора да пријавиме во полиција. Мора да ги направиме свесни нашите институции дека оние се тука да ни заштитат. И нема друг начин како може да сега жал ми е да кажувам вака, ама немаме друг начин. Мораме да пријавиме, тоа ни е единствениот начин на кој можеме да се бориме за нашите права и да ги направиме свесни, да бараме, сега јас го користам мојот статус, ако можам да кажам како новинарка, за да можам да правам притисок низ институциите, што си правиле, што сте правиле за овој случај, дали има некој одговор за овој случај, но сепак не сите имаат тој пристап и не сите може да стигнат до не сите може да стигнат да прават тој или секој ден да прават притисок, луѓе нели работат други работи, има други проблеми, нас не е тоа работа, некој што има друга работа, може така секој ден да се јавува. Ова види довербата Ама дали мислиш дека тоа се отсликува општата недоверба во институциите и врз недовербата кон нас? Оние коментари, платеници, ти земаш пари од таму, ти правиш ова, зошто правиш така? Да, од една страна да, ама од другата страна оние ни гледаат на нас како нешто сосема различно од институциите. И понекогаш не идат по институциите, па доаѓаат кај нас. Да, новинарите ние завршуваме и работа за да се асфалтира улица и за да се заврши нешто друго. Exactly. И затоа викам понекогаш кога ќе ми кажуваат за некој проблем или кога ќе доаѓаат кај мене со некој проблем, јас имам две канали кои се многу важни во општеството. Тоа е еден, работам како новинарка, и другата е работам на невладинскиот сектор. И овие две сектори мислам дека го направат работата што треба државата да го направи.
Затоа мислам дека да, од една страна има такви предрасуди дека ние еве земаме пари, па мене ме плати некој да кажувам нешто, особено кога се разговара за родови прашања. Секогаш има некој што ќе кажува, абе тебе те платат да зборуваш за ЛГБТ, нели? Но секако мислам дека пак се две различни полје, како можам да кажам, Да, полиња. полиња и не гледат понекогаш не гледат како ни го сменат како можам да кажам, дојдат кај нас затоа што нема доверба во институциите. Ова Да. е тоа што го гледам ја секој ден и иако не треба да биде така, тоа што сакав да го кажам е дека ова случува и не само кај нас. Сега прочитав една книга од Елиф Шафак и кажува дека глобално после пандемијата луѓето не веруваат више во институциите, не веруваат дека нешто може да се смени, не веруваат дека политичарите прават нешто за нашите права, за нашето добро. Така што мислам дека на глобално ниво има недоверба на институциите, на политичарите. Ние треба да работиме сега тоа што го работиме секој ден. Имаме предизвици, но ова ни е И работа. сега ќе те прашам, од каде црпиш ти инспирација и нерви кога знаеме каква ни е ситуацијата? Ова ги прашувам сите што останавме да работиме и да правиме работи во државава и сакаме да менуваме нешто. Од каде ти е тебе инспирацијата и силата и се после се понекогаш си викам да маваме со глава во зид. Сега, ова ми го прашуваат многу често. Јас мислам дека кога гледам дека мојата работа има резултат кај младите, тоа мене ме држи. Гледам дека ме пишуваат, гледам дека јас се трудам преку моите социјални медиуми да стигнам до младите и мислам дека стигнам до младите. Кога гледаш на мојот профил сега, скоро ги проверив статистиките, повише се луѓе од 18 млади, значи од 18 до 34 години што ме следат. Јас се трудам преку овие модерни канали, како што кажувам, јас да пратам некоја порака, да правам тоа што ми е целта да го направам. И кога гледам дека има фидбек, кога гледам дека луѓето, младите особено, навистина слушаат, навистина земат нешто од мене, навистина гледат нешто кај мене тоа ме држи. Кога гледам дека може да направам разлика на животот на една млада девојка, јас се вратам на времето кога јас бев А колку ти беше тебе тешко, бидејќи ти си некој што доаѓа од помал град, помала средина, колку ти беше тебе тешко растејќи како едно девојче, една девојка жена понатаму да живееш во помал град? Види, Ја гледаш ли разликата сега запознавајќи девојки на пример во главен град, колку да е Скопје, помал град од метрополи низ светов, низ Европа, ама е главен град. Да, не, види, јас сум пораснала на едно село, Слатино. И јас доаѓам од еден комунитет на луѓе, или подобро вака можам да кажам, јас знам како е да се живее во село, јас знам како е да живее на помал град, јас знам како е да се живее во Скопје. И кога доаѓаш од таму, како што кажав и порано, ги знаеш проблемите со кои се соочуваат овие луѓе. И знаеш или се трудаш да знаеш како да им се обратиш, какво решение да им нудиш, како треба да комуницираш со нив, како треба да им пратиш една порака, затоа што особено ние во медиумите знаеме колку тешко е понекогаш и да најдеш начин на кој начин да комуницираш еден вест, едно нешто. Така што мене не знам сега, Македонија е мала држава. Мене не ми беше тешко затоа што јас не ми беше тешко. Тешко е на секој граѓанин, мислам, да стигне нешто тука, затоа што има многу, сите овие проблеми што ги разговаравме до сега, но сепак јас секогаш се водам на тоа, јас да го направам моето, па после ќе видиме
што ќе биде, како ќе биде. Јас сум среќна што моите родители имале можност мене да ме пратат на факултет, јас да се едуцирам, ме растија на едно таква едно средина каде кај мене не стигнале лошите вести. Јас секогаш го кажувам тоа. Јас бев растена на еден бабл, каде секоја работа беше окей, не можеше ништо лошо да стигне до мене. Кога бев мислам до 13-14 години, кога требаше после на средно да идам, нели? Тогаш е поразлично, ама тогаш ти више си формиран како дете. Знаеш како идат работите, не си мислам, сепак имаш 15 години, не го познаваш себе си, но сепак малце поразлично е. И можеби овој начин на кој оние ми дозволија мене да растам, ми направише да мислам дека ја може да направам се, дека јас можам да стигнам се. Те удрили од земја после тоа, дека не секогаш може човек све да направи. Тоа многу може да е добро ако некој ти дава храброст и поттик да правиш, да се трудиш, ама после реалноста ќе те удри никогаш од земја, дека не е баш се лесно толку и розево. Да, тоа е, но не знам, можеби е нешто во мојот карактер, можеби е нешто внатре кај мене, што не се разочарувам ја многу со работите кога ме случуваат. Ги прифатам како нормални, се трудам да најдам решение, барам помош, што е многу важно. Тоа е најважно, не може никој сам ништо да направи. Да, барам помош кога ми е потребно и кога завршува, знаеш како викат кај нас, секоја чуда 2-3 дана, нели? Да. 2-3 дена како е кај нас. Така што јас знам више дека тоа е навистина така, но сепак се трудам некои работи да ги земам малце полесно, да не се разочарам, затоа што сум спремна и знам со какви проблеми се соочувам. И знам што да очекувам више. Не беше лесно на почеток кога ќе го гледаш твоето име секаде, кога секој ќе разговара за себе. Понекогаш и се чудиш како некои луѓе мислат дека имат информација за твојот живот и имаат храброст, ако можам вака да кажам, да пишуваат све за некој, не само за мене, за новинарите, за луѓето што сте активни во општеството. Не знам како може еден човек да седи и да пишува нешто за некој друг без да го познава. Секако дека не е лесно, но не знам, како што ти кажав, има нешто што ме држи, има нешто што ме прави да продолжувам. Можеби ова што гледам резултат кај младите, можеби не знам што да ти кажувам. Сега последниве, јас можам да ти кажам дека овој момент што кажуваш ти се враќа на друг начин, но сепак ова многу јас на 26 години се сретнав со нешто што навистина беше чекај малце, затоа што татко ми секогаш ми викаше ти гледај твоја работа. Ти гледај твоја работа. Значи не се занимавај со другите што кажуваат, што прават. Ти гледај твоја работа. Но на 26 години ја гледав дека кога ти гледаш твоја работа и другите гледаат твоја работа. И понекогаш сака да ти бидат пречка на твоја работа. И со ова јас многу одамна сега се соочев, така што на цело овој мој 7-8 години што јас сум активна во општеството, јас немав некој што имаше, но сепак најдев јас начин на кој можев да продолжувам да го направам тоа што го направам без некој да ми пречи со нешто. Зошто мислиш дека е тоа така? Што ти покажало вака искуството? Од незнаење повредуваме никого, од незнаење се мешаме во туѓата работа. Баш од знаење, баш од тоа... Лоши сме, да не генерализирам, лоши сме. Има луѓе што имаат слободно време, па сега ќе се занимавам со Рита денес што правела. Имаме многу проблеми.
Тоа не е. Мислиш Имаме ги економски. канализираме? Не анализираме, Не ги фрустрирани сме. канализираме од што сме фрустрирани, па сега јас... фрустрирани сме. Имаме Ако економски... ми е на лошо, да ти и тебе лошо. Да, тоа е. Фрустрирани сме, имаме многу проблеми. Како што гледаш, има казино на секој ќош на градот. И тука и секаде. Има брзи кредити секаде. Тоа што значи? Тоа значи дека луѓето кај нас више немаат, живеат со брзи кредити и живеат со казино, со такви, како се викаат на македонски друго, игри на среќа. На среќа. Да. Тоа ни дава слика дека луѓето кај нас се фрустрирани, имаат проблеми, имаат економски проблеми, немаат со што да живеат, знаеме колку им се платите, знаеме колку кошти еден леп. И оние, не знам, можеби мислат дека ако те повредат тебе, ќе го, не знам што да ти кажам, ќе го намалат можеби фрустрацијата што го имат, или па мислат дека кога ќе те гледат во телевизија имаат право да ти кажат се, затоа што те познават, ти сама си одлучила да бидеш таму, така што треба да бидеш подготвена за да се соочуваш со све. Не знам зошто, мислам дека фрустрирани сме. Тоа е одговорот што ти би го дал. Ова со години многу новинари го прашуваат за дали те погаѓаат коментари. Мислам дека сега во време на интернет и на таква омраза и на страшни работи што секој буквално хајки се прават против луѓе, многумина имаат потоа проблеми со ментално здравје. Има примери по светот, кај нас не сум баш сигурна, неам прочитано, се надевам дека нема кај нас, некој што си го одземал животот поради тие коментари. Може би е прашање многу старо, ама ќе те прашам, бидејќи страшно е тоа што се случува на интернет и коментирањето на другите луѓе. Се научиле да не те погаѓаат коментарите? Јас мислам дека нема таков момент. Бидејќи многу луѓе кажуваат, јас порано сега не се замарам, не можеш да не се замараш. Јас викав, кога ќе ме прашава некој вака, вика, па навикната сум више. Не можеш да бидеш, не можеш да се навикнаш на такви работи. Мислам дека се уште имаат влијание на моето ментално здравје, особено се трудам да не прочитам више што пишуваат на социјалните медиуми, но тоа сепак ова, како можам да кажам, како е зборот на македонски, being exposed. Но не во центар да си на нешто. Да си во центар на нешто, на медиумите, на нешто каде луѓето имаат пристап да те гледат цело време, ти дава некој притисок, што ти мислиш дека си навикната, дека можеш да живееш со тој притисок, но ја гледам дека секој ден тоа ми е потешко и потешко, затоа што секој ден ја треба да им дадам одговор на некој што мисли дека ме знае, не ме знае, или сака да ме повреди, или сака да ме заканува, затоа што ја треба да се занимавам со овој човек што ме заканува мене. Ја мора да го пријавам овој случај, ја мора да направам нешто за овој случај и тоа ти зема енергија. Наместо јас да се фокусирам да направам нешто добро со мојот ден, во мојот ден, ја треба да се занимавам со еден човек што има слободно време и сака да ме навреди. Ти имаше таков случај лани? Има во Што јули, дојде и до институциите, беше пријавен или првим преку организациите. Зашто точно беше тога? Го пријавивте, се сеќавам, во МВР. Зашто точно беа тие закани? Види, јас малце спомнав на почеток кога работиш со родови проблеми за родови прашања, малце не само јас, но сите што работат, што се активисти тука кај нас, но и во Балкан, имат некои предизвици затоа што не им одговара на некои луѓе тоа што го направиме ние. Тие се највише религиозните институции.
Затоа што црквата е против нешто, џамијата е против нешто. Затоа мислиш дека баш се здружени кога треба да... Да, значи џамијата и црквата никогаш не соработуваат, само кога е за женските права се прават Тогаш се соработници, да, браќа соработници и протестираат заедно. Јас ова не можам да го сфатам како може да биде вака, но ова беше причината за заканата што го добив. Што беа испровоцирани од Да, тебе? јас реагирав за еден имам во Сарај, кој цело време пишуваше како улогата на жените во општество е да седат дома, да не барат многу да работат и надвор од дома. И окей, да беше еден статус кај викав добро, ај ќе го поминеме тако, ама гледав дека на свој профил, на профилот на имамот, мислам, имаше многу статуси кои сите беа за улогата на жената во општеството и како она, ако има доволно работа дома и бара помош, зошто сака да излезе од дома и да работи нешто плюс. И мене ова ми е многу важно, затоа што ова многу често ги направи жените да седат на средини кои има насилство, затоа што не се независни економски. А мислиш ли дека влијаат верските институции, религиите врз одлуките тука на луѓето? Секако дека влијаат. Мислам дека најважната институција од каде луѓето земат информации се овие верски институции. И многу се важни, затоа што имат пристап. Да речеме, еве бидејќи со од имам си имала конкретно закана, може да речеме забележано дека муслиманите во оваа држава ја слушаат џамијата, слушаат оџата што ќе каже, па е тоа извор на одлуки во животот. Имамот овој за кој јас пишував беше еден човек со илјадици followers, како се вика. Луѓе кои го следеа на социјалните медиуми. И ако не директно, индиректно имат влијание. И јас реагирав на мојот личен профил. Не знам, јас се трудам на моите социјални медиуми да ги користам тие алатки кои може да ме заштитат мене како човек на социјалните медиуми, но сепак во еден момент, не знам од каде, мислам дека оџата реагираше за мојот статус, дека јас не знам зашто зборувам, дека он не е... Јас не сум го сфатила што сакаше он. Не било против жените. Да, сигурно. такви работи и мислам дека тогаш и има некои други вебсајти или други канали на комуникација на Facebook, особено некои групи, некои такви работи, што го земат тоа што ти си го кажал и го извадат од контекстот. Например, има едно пейдж, страна на Facebook, кој го зедеа само мојот дел, без делот на оџата, и пишувале дека јас сум против муслиманите, јас сум против џамијата. И мислам дека тогаш почнувале повише со коментари, со... налепи тоа други коментари, да речеме, да ти пишуваат тебе луѓе поради таа објава нивна. Да, мислам дека тогаш беше навистина моментот кога луѓето почнувале да ме навредат, да ми пратат пораки со закани, со такви работи. И јас до тогаш... Ти беше ли страв? Секако. Јас до тогаш се водев од тоа секоја чуда 2-3 дена, но од тогаш видов дека не може да се остави без да се пријави случајот, затоа што институциите треба да знаат што случува и треба да најдат решение за проблемите со кои ние се соочуваме. Јас пријавив во полиција, после тоа контактирав со ЗНМ, затоа што заканата беше
Јас ќе дојдам на твоето работно место, тогаш јас работев во Алсат, ќе дојдам во Алсат, ќе то го направам ова и тоа Тоа оџа ти пише? не еден некој друг човек што не знам кој е и како е, затоа што немам одговор од полицијата. Да. И тоа мене ме поврзи некако со работното место кај јас работев тогаш и ако јас бев на одмор на тоа време кога се случи се. Разговарав со оние во ЗНМО, оние реагирале, па ме помогија да го пријавам случајот и на некој сектор за криминал, Но тоа е во МВР за дигитално насилство, такво нешто, сајбер насилство. И од тогаш после тоа сакав да ти кажам, многу е важно да пријавиме, затоа што мене стига ќе ми стигне ако не месечно, на 2-3 месеци еден имејл од некоја меѓународна институција која се занимава со safety of journalists, да ме прашува дали нешто случи со твојот случај, дали полицијата реагираше, дали има некој резултат. Докаде е твојот случај? И јас секогаш ќе им викам мојот случај до некаде не е, затоа што човекот кој ми прати мене закани, профилот на тој човек е се уште активен и тој го користи истиот да навреди и да закани други жени. Но сепак, тоа што сакав да го кажам е дека е многу важно да пријавиме. Е многу важно институциите да знаат, многу е важно луѓето да знаат, затоа што не треба ние сами да се соочуваме со сето ова. Ова не е само мојот проблем. Ова е проблем на сите новинари, затоа што денеска сум јас, утре можеш да бидеш ти, и треба малце посериозно да се занимаваме со cyber violence или насилството, дигиталното насилство. Имаше ли поддршка, да речеме, од колешките, од колегите? Овој пат да. И затоа мислам дека е важно да пријавиме и колегите да знаат што случува. Може би мојата работа, така јас више неколку години работам на новинарство и малце повише луѓе те знаат, и тоа може би влиеше на поддршката што добив, но овој пат навистина и од Косово имав многу поддршка, затоа што има многу влијание и во Косово. И мислам дека овој пат навистина го почувствував тоа дека не сум сама, дека не може секој да направи што сака во оваа држава без да има реакција од луѓето, што навистина јас барем ги мислам дека имаат вредности. Многу е важно ние да зборуваме, затоа што ако јас и ти не зборуваме, ќе им даваме простор на некој човек што нема што да каже нешто што не треба. Дали може би поради тоа реши да се повлечеш малце привремено, малце време те немаше, од телевизија? Да и не. Јас имав едно лошо искуство со телевизијата каде работев во тој период, баш за овој случај, но тоа не беше причината зашто дадов отказ. Сакав малце да се повлечам од овој живот каде си на спотлајт цело време. Сакав малце мир, сакав малце да живеам без овој притисок кога си на спотлајт, но мислам дека кога си човек кој го сака телевизијата, малце е тешко да седиш надвор од спотлајтот. Иако се случуваше многу, како да ти кажам, не е дека го планирав како нешто што имав план што ќе направам, како ќе направам. Јас сакав да се фокусирам на мојата невладина организација, па од таму после добив една понуда во Косово за да бидам присутна како панелист во една емисија. Сега патувам еднаш неделно натаму. Таму малце е поразлично искуството. Што е да речеме поразлично, бидејќи еве на 50-60 километри, колку е да не грешам, многу близко е, ете каде. Што е поразлично, да речеме, од овој тука пазар и тој таму, бидејќи сепак е нели истиот јазик. Ама што е поразлично? Луѓето се тие, што е поразлично? Се инвестира многу во медиумите. Се инвестира на секој начин во медиумите.
има луѓе повише, имаат продукции, гледаш ја и ти како го направиме подкастот без ни еден човек. Зошто? Затоа што немаш пари. Оние таму имаат пари за да инвестираат на ова, како можам да кажам, на овој сектор. Ние кај нас сакаме еден човек да ги направи сите работи. Јас кога работев како водителка, јас бев се. Јас бев автор, јас бев не знам, јас требаше да ги најдам луѓето, јас требаше да ги викам луѓето, јас требаше да се симнам доле да ги земам луѓето затоа што немаше друг човек. Да се нашвикаш, да објавиш на интернет. Се, значи јас ти си еден човек за секоја работа која работиш кај нас во нашите телевизии. Таму е малце поразлично. Сега не е Paradise, не е нешто што можам да ти кажам дека таму е супер, нема што да кажам за таму. Има и таму работи кои треба да се променат, но сепак малце поразлично го гледат медиумот, малце поразлично инвестираат на медиумот. Знаат еден човек колку вреди, знаат да им дават простор на еден човек кој вреди. Нормално. И имаат и таму, пак ќе кажувам, луѓе кои земат простор без да имаат нешто што да кажат. Но сепак, тоа е малце поразлично. Колку публиката таму ги прифаќа темите за кои ти работиш и зборуваш? Колку е во тој дел поразлично, затоа што годиниве имаше многу страшни работи, таму имаше случаи на силување во сред бел ден, уште многу страшни работи што баш вести го обиколија Балканов. Да. Јас имам некој впечаток дека за некои работи тоа е едно малку поконзервативно општество, иако во принцип границата старосна, таму кога ќе одиш по кафичи сите луѓе се млади некако кај нас тука, ама имам некој впечаток дека е за нијанса малку поконзервативно општество од Македонија. Не знам, за некои работи да, за некои работи не. Зависи, пак мислам дека не е исто ако јас и ти разговараме повише за Приштина, затоа што Приштина сме го виделе со многу млади луѓе, со убава енергија и се. Кога ќе идеш на руралните средини, луѓето ги имат истите проблеми што ги имат кај нас. Не, јас сакав да се повлечам од спотлајтот баш заради тие коментари што ги добив цело време и сега сум во една друга држава, добивам коментари од граѓани на една друга држава кои се исти. Ние во Балкан тие сме. А им пречи ли да речеме, си добила ли таков коментар што има сега ти тука да доаѓаш да работиш во друга земја? Не, и не знаа тој од каде сум понекогаш. Јазикот е исти. Јазикот е ист и кога ќе разберат, ќе ме следат на социјалните медиуми, тие што мислат дека си паметна ќе те следат, ќе ти викаат браво, паметна си, тие другите пак ќе те навредат, ќе пишуваат нешто против тебе. Мислам дека баш заради јазикот не е многу тоа што бараш ти на ова држава или на таа држава, затоа што го прифатат тоа како нешто нормално. Па јас баш и за ова сакав да бидам присутна таму, затоа што сакам да знаат луѓето и таму како албанците во Македонија живеат, нели? Да имаат информации дека има луѓе тука што работат секој ден за едно подобро општество, што се занимаваат за родови прашања, што не знам, на сите страни, не само за проблеми што се родови прашања, но за сите проблеми сакав да имаат една слика како живеат албанците во Македонија, затоа што ние толку имаме проблеми, толку многу имаме проблеми како луѓе на сите држави, понекогаш забораваме дека има наши граѓани во другите држави, наши граѓани, како да ти кажам, има луѓе во другите држави кои го зборуваат истиот јазик, имаат право на се друго како во Косово и во Албанија. Ние денеска имаме право и имаме можност да се едуцираме, да идеме на факултет на албански јазик. Тоа понекогаш не го знаат, затоа што нели Албанија беше затворена за многу години.
Косово имаше свои Тоа и проблеми. поради голем дел од причините за тоа и надворешната политика и Да, и политиката на понекогаш ќе те самите прашат, политици. нели, ќе те прашат, па ти многу убаво зборуваш албански, кај си научила? Затоа што е недостаток на информации, нели, дека ние тука има албанци, имаме право да се едуцираме, во училиште научиме на албански, во институциите понекогаш комуницираме на албански, затоа што има албанци во институциите, така што јас овој нашата реалност во оваа држава сакав малце да го познаат и луѓето во Косово и во Албанија, затоа што треба да го знаат. А според тебе, каква е реалноста тука, еве бидејќи спомна за еден ист народ што зборува исти јазик во различни држави, каква е реалноста тука и проблемите на албанската жена наспроти македонската или ромската или другите националности, другите малцинства во државата? Гледаш некои разлики? Јас мислам самата дека има една разлика помеѓу руралната жена, она од град, би рекла некаде дека македонските жени, албанските жени имат многу повеќе исти проблеми отколку не, но некаде длабоко на маргините се например ромките. Да. И уште неколку малцинства, но би рекла главно дека ромките имаат, дека не може да ни се знае. Кое е твоето мислење? Дали моите и твоите проблеми во оваа држава се исти, но не на онаа жена што живее во Шуто Оризари? Да, секако се знае тоа дека ромите и мажите и жените имаат повише проблеми, има многу предизвици, има многу расуди за нив. Јас мислам дека жените, јас и ти ги имаме истите проблеми, затоа што јас и ти живееме на истата средина, ги зборуваме јазиците, мислам, ја го зборувам македонскиот и албанскиот, иако македонскиот понекогаш не ми текнува некој збор или ќе го кажувам нешто погрешно, но сакам да ти кажам дека живееме на истата околина. Мислам дека проблемот е само јазикот понекогаш, тоа што го направи разликата, понекогаш жените албанки што живеат еве на рурални средини кои не зборуваат македонски имаат предизвици кога сакаат да пријават нешто во полиција, кога сакаат да комуницираат на институции каде нема албанци. Тоа им е една пречка, ако можам да кажам вака. Мислам дека многу е различно сега атмосферата и начинот на кој живееме како албанци и македонци. Можеби јас сум млада и не памтам многу како беше порано, но мислам дека сега има повише разбирање измеѓу нас, се трудиме да бидеме таму една за другата, иако сепак има ова не е предрасуди но мислам дека и вистина е понекогаш дека жените нема врска понекогаш дали се албанки, македонки или ромки, понекогаш сакат измеѓу себе да се чувствуваат како конкуренти, ако можам да кажам, нели се кажува така? Да. И више не е проблемот како што беше на кој ти е мислам на кој етнички груп припаѓаш. Тоа женската солидарност мислам дека е многу над било што, ние сме малце поинакви за тоа од мажите, Да. баш кога треба на некоја да се помогне, баш не размислуваме на такви. Барем јас, еве, ти го спомна бабелот од мала, можеби тоа е само некој наш совршен бабел на луѓе околу кои се движиме. И мене некојаш ми е жал кога ќе искочам од тој бабел и кога гледам дека не е така. Не е така. Затоа кога зборувам секогаш ќе им кажам на луѓето, јас работам со жени и од руралните средини и од Скопје и од Тетово, но сепак јас пак мислам дека јас живеем во едно бабл каде сите луѓе мислат како јас, како мене. Јас сум тошла запрепастена, Да. гледам надвор како мислат луѓе, мислам надвор од мојот круг. Така што мислам дека секој човек живее на таков бабл, сака да се дружи со луѓе кои размислуваат исто како него, така што јас сепак кога зборувам
ќе кажувам нешто, но пак имам резерви затоа што можеби јас не знам како е за некоја жена. Не знам, на некој регион на кој немам пристап. Нали мислиш дека сега ќе се влошат работите со прљави кампањи, плукање по новинарки, идат избори? Секако. Кампањата не е почната официјално, ама почната е на големо. Мислиш ли дека јас имам некој впечаток дека овие избори и баш многу прљави работи ќе се фрла по новинарки и новинари? Има и мислам дека дека почна веќе со више, напади и со да. се. Мислам дека почна више. Што да ти кажам? Секогаш Си имала ли политички притисоци? Не. Не и да. Во Тетово имавме, сега пред година и нешто со Беса, затоа што оние водат со општина Тетово. И мислам дека знаеш со Space Тетова што случува, што случи back then. И ние некако бевме поврзани со Space Тетова, затоа што сите настани ги организиравме таму. И кога немат ист твојот начин на размислување, мислат дека имаат право и го направат тоа, ти ги затворат некои врати. И да, сум имала сега кога размислувам повише со партиите кои се потрадиционални, се попатриархални, пак од истите причини, затоа што не им се свиѓа тоа што го направам ја. А сега со последниве снимки и видеа со ѓубрето, гледам дека од ден на ден тој куп станува се поголем. Од кога не е Тетово исчистено, бидејќи Види, ова мене ми е срамота кога го гледам Тетово на таква состојба, затоа што и јас носам луѓе од надвор од државата таму. Носам амбасадори, носам луѓе што не го познаваат Тетово и кога ќе се соочуваат со таква слика на Тетово, оние цел живот така ќе го запамтат Тетово. И мене баш заради тоа ми е многу жал што Тетово е на таква состојба. Јас не знам каде е проблемот, затоа што немам ни начин на кој може да комуницирам со општина Тетово више. После случката со со Space Тетова. Јас се трудам пак како активистка, затоа што луѓето ќе ме викаат понекогаш, па ти треба да одбереш зашто со што се која ми е борбата, нели? Понекогаш ја реагирам за мачките, понекогаш реагирам за ѓубрето, понекогаш реагирам за жените, кој ми е борбата. Не можеш да бидеш активист на едната, а да не размислуваш на другата. Ако си активист и сакаш едно подобро општество, тебе ти пречи нешто ако не е во ред. Ова со ѓубрето не знам што да ти кажам. Јас се трудев со видеата да покажам дека ова... А каде ги шетаа премиерите од другите држави кога ги носеа во Тетово да им покажуваат знамиња? Или чисто беше тогаш? Мислаш сега? Па да, имаше нели посети од Курти, по секаде кога ќе дојде некој Курти, тие работи тогаш се е средено. За политичарите секогаш се е средено, кога ќе дојдат се чисто, нема ѓубре, нема коли, нема ништо, затоа што ќе доаѓа некој од надвор што им е важен за нив. А за граѓаните како живеат секој ден, тоа не им е важно. Тие места што јас ги имам на видеото, се места на центарот на Тетово, не се некаде, да ти кажам, на некоја рурална средина каде нема многу луѓе или па се рурални. Тие се, например, едното од сцените е баш во центарот на Тетово. Не знам каде е проблемот, мислам дека овој проблем Тетово го имаше секогаш. Ама сега е многу лошо. И се надевам дека ќе се... Не знам, ќе се трудат да најдат решение. Ние имаме и Рамазан сега.
И кога беше нова година, реагиравме малце зошто не е украсен градот и викале па имаме поважни проблеми од тоа. И сега доаѓа Рамазан барем за ова да направиле нешто, нели? Ај нема да направиме нешто за нова година заради не знам кои причини имат за ова. Ајде, еве, имаме проблем сега, нели? Имаме поважни проблеми. Еве, имаме поважен проблем што ни се ѓубрите. Зошто не можеме да ги решиме проблемите? Или да биде украсен, еве, за Рамазан Бајрам градот, како се некои други градови. Значи, нема принципи више, Теодора. Нема нешто за политичарите стојат. Што им одговара денес добро, што не им одговара... Дали мислиш баш во таа насока дека веќе кај младите, кај нас, кај луѓе што се многу помлади од нас, се менја тој наратив, особено вака пред избори, затоа што јас мислам дека на големо е веќе почната кампања, иако не е. Тоа е многу важно. Дали се менја наративот дека па не можат нас веќе да не излажат со некои големи држави, национализми, ветување некои работи кога дишеме ѓубри, кога немаме пари. Јас мислам дека луѓето се уште полоши кога доаѓа работа на кога се разговара за избори, затоа што секој, ајде да кажуваме множинството од граѓаните припаѓаат на едно или на другото партија, на другата партија. И се поагресивни, и се нелогични, ако можам да кажувам вака. Не размислуваат многу, само да го навредат другиот кој е против партијата. И мислам дека не смени ништо тоа, но тоа што сакам да го спомнам е дека кога јас ке го направам некоја реакција или некоја видео или некоја герила акција, порталите кои знаат дека таа видео ќе им носи views, ќе го земат и ќе го споделат, за да може, ќе ме прашат некогаш не, но ќе го земат, ќе го споделат како нешто која знаат дека ќе им прати пари на крај. Пари ќе земат, да. Да. Гледам сега со ова видеото на ѓубрево, никој не го зема. Знаеш зошто? Затоа што сме пред избори и затоа што порталите земат пари од овие партии и не им одговара да земат една видео каде се гледа дека градот не е исчистен и се знае кој е виновен за тоа. И мислам дека проблемот е и кај медиумите, затоа што сме пред избори, земаат пари и молчат пред проблемите што ги имаат граѓаните. Тоа мислам дека е поголем проблем од се друго, дали граѓаните ќе бидат посвесни или не. Ние медиумите ги немаме, медиумите се несвесни за некои работи и им интересира дали ќе земат пари или не и тоа им е главниот цел. Добро, тоа видовме сега, сите земаа пари. Па затоа не може да го споделат видеото, иако тоа ќе им носи пари, сепак нема да им носи пари толку многу колку ќе им носат пари изборите. Дали ти е полесно сега кога ајде и тоа ти е ангажман што ти е еднаш неделно во Приштина? Полесно ли ти е сега, кажа и преска, кога не си во тој центар, кога не си во гужвата, малце од страна кога ги гледаш работите во медиумите во Македонија? По-чисто ли гледаш работите внатре кога не си? Не. Што мене многу работи ми стана не јасни, ама поинаку размислаш ти внатре кога не си. Го немаш тој притисок од луѓето кои работат со тебе, например, немаш притисок од уредници, немаш притисок од газите на медиумите, немаш притисок над овие луѓе кои мислат дека може да имат влијание на начинот на кој ти мислиш и на начинот на кој ти работиш. Тоа го немам сега за сега, затоа што не работам на никој медиум специфично. Сум на многу медиуми, но како фриленсинг работам тоа што... Ти си одлучуваш и до кога ќе бидеш, што ќе правиш, тоа е многу полесно. Работам тоа што ми се свиѓа, кога не ми се свиѓа не работам више. И да, поразлично ги гледам. Сепак, јас се трудев да бидам надвор од овој спотлајт,
ама изгледа овој спотлајт не сака мене да Од ме тебе води подалеку. така што јас пак сум на тој спотлајт, пак сум на центарот на овој спотлајт и луѓето ме гледат. Сега што сум во Приштина, уште повише луѓе ме гледат и ме следат, така што тој притисок само што оди и се зголемува, но сепак јас секој ден се трудам да најдам начини на кои може да го контролирам себе си прво, па после Тоа е и најважно. начинот на кој тоа ме влие. Рита, фала ти многу што дојде, втора гостинка во втора сезона. Ние секако ќе се видиме низ град на кафе и се надевам јас во твојот подкаст ќе гостувам. Секако, фала ти многу на поканата, навистина ми значи многу, затоа што јас не многу често имам можност да зборувам на македонски, понекогаш на македонски и на македонските телевизии или подкасти, понекогаш и затоа што не прифатам или мислам дека не знам да зборувам многу добро македонски, ќе направам некоја грешка, па ќе бидам мим, но многу ми е важно затоа што јас сум граѓанин на оваа држава и сето ова што го направам ја им влие на сите, не само на албанците, така што ми беше многу важно да бидам денеска тука и другите луѓе да знаат тоа што го работам јас, но и за работите во општеството in general. Фала ти. Тоа е тоа, чао.